Ви благодарам прво за интересот, е на последниот ден од годината да ја информираме јавноста дека Советот на општина Прилеп по предлог на градоначалникот на општина Прилеп вчера го донесе буџетот за 2026 година, историски највисокиот буџет, некаде 2 милиарди 472 милиони денари тежи овогодинешниот, односно буџетот за 2026 година. Она што сметам дека би ги интересирало нашите сограѓани тоа дека се зголемени средствата кои што од даночните обврзници ќе се потрошат наменски оваа година се во културата и спортот. Во култура дојдовме до ставка 12 милиони денари, во спортот исто така 12 милиони денари. Ако направиме една историска анализа од 4-5 до 7, сега прв пат оваа година по 12 милиони денари. Да, знам дека тоа е малку, но чекор по чекор сметам дека во наредните буџети би ги изголемувале сите ставки. Продолжуваме со програмите со јавните комунални претпријатија и тука, иако важи дека општината ги субвенционира јавните комунални претпријатија, не општината сервисира, односно плаќаат граѓаните за извршување на програмите кои што ги имаме, а ги спроведуваат јавните комунални претпријатија, инаку директна финансиска помош нема кон јавните комунални претпријатија да имаме од 2026 година. Најмногу, најтежок оваа година буџет од 696 милиони за капитални расходи. Ако направиме анализа, некаде приближно 60% од буџетот би се трошеле за капитални расходи, она што го имавме во предизборието ветено, еве го на дело во 2026 година, во тие средства дел зафаќаат и капиталните проекти со повиците од владата, но очекувајте, почитувани сограѓани, Прилеп да биде едно сериозно градилиште. Во развојна програма ставивме 168 милиони денари кои што би се плаќале во следниве 3 години и во 2026 година некаде би се реконструирале 20 километри патна инфраструктура во градов. Станува збор и за реконструкција и за изградба на нови сообраќајници. Забележувате дека има сериозен тек и нови проекти и од првиот и од вториот повик. Веќе се распишани и нови јавни набавки за да се докомплетираат проектите кои што доаѓаат од владата, а од оние што ги имавме ветено во програмата, во 2026 очекувам да почне и да биде завршена обиколницата Исток, затоа што има мала должина и веќе горе-долу нема имотно-правни пречки. Зборував за улиците за 20 километри, се надевам и сум убеден дека уште една спортска училишна сала би се изградила во едно од населените места, но оставам простор тоа во текот на годината да го дознаете, затоа што работиме во позадина на отстранување на, односно создавање на административните предуслови за да почне да се гради спортската сала. Генерално развоен буџет кој што би се трошел наменски за поправање на инфраструктурата и буџет кој што би значил и она што ни се случуваше во последниве денови да го вратиме здравиот и живиот дух на нашите сограѓани, а тоа се прави со комплетна промена на сликата која што имаме во градот. Не зборувам само за културни и забавни настани, туку зборувам и за подобрена инфраструктура, за намалување на гужви во градот, она што ни предизвикува сериозен немир, да ги нема повеќе дупките, 40 милиони денари за одржување на инфраструктурата во текот на целата година, не само во одредени периоди, туку во целата година. Сигурно дел од нашите сограѓани забележаа дека и во моментов, иако официјално сме надвор од градежната сезона, се работи на санација на големите ударни дупки, она колку што може максимално да намалиме на штетите кои се предизвикуваат врз моторните возила. Аз верувам дека после 2026 сликата би била многу поразлична. Јас сум убеден дека овој буџет ќе биде реализиран во ваква форма, како што го предложивме како локална администрација, како што советниците го усвоија на вчерашната седница и дека Прилеп ќе биде еден поубав и поуспешен и посреќен град во 2026 година. Да искористам прилика и вашето присуство, да им честитам на сите граѓани
новата 2026 година. Посакам многу здравие, среќа, успех кај сите, мир во секој дом. Нека има Божји благослов за овој град, нека има Божји благослов за сите вас и се надевам и како човек и како вршител на функцијата градоначалник дека во Прилеп ќе има се посреќни лица.